Добар ден на сите и уште еднаш ви благодарам што следите работата на Уставниот суд. Околностите наложија ова да биде последната седница за оваа година на судот, да биде една обемна, тешка седница со повеќе предмети од висок јавен интерес. Беа донесени значајни одлуки. Ке почнам со одлуката да се одложи расправата за измените и дополнувањата на кривичниот законник. Значи, повикувајќи се на писмо добиено од спикерот на парламентот дека во законодавна постапка е веќе доставена поредовна постапка измени и дополнување на кривичниот законник кои го тангираат нашето решение. Судот одлучи, констатира дека во формалниот дел, односно во процесот на носење, во постапката на носење на измените во кривичниот законник е задоволено нашето решение. За материјалната судот ќе се произнесе тогаш кога тие законски решенија ќе станат дел од нашиот позитивен правен поредок, односно кога ќе бидат изгласани. Тоа беше првата одлука. Денеска одлучувавме и за платите на судиите и на јавните обвинители. Одлучувавме за начелото на јавност во судските постапки, односно дали ќе се објавуваат правосилните и неправосилните судски одлуки. Одлучувавме за пензиите, линеарното зголемување на пензиите. Одлучувавме за блоковската поделба на тарифите за потрошувачка на електрична енергија и други предмети, но знам дека се овие од по-висока општествена важност и од јавен интерес. Ке почнам со, бидејќи за кривичниот законник веќе ви кажав, ке почнам со законот за платите на судиите. Судот со мнозинство гласови одлучи да поведе постапка за законот за изменување на платите на судиите. Мнозинството судии сметаат дека со тој закон се навлегува во независноста и во самостојноста на судската власт од страна на извршната и од страна на законодавната власт. Кои беа клучните критериуми и аргументи на мнозинството судии? Општо прифатените норми на меѓународното право представуваат темелна вредност на нашиот правен поредок. Кога тие општо прифатени норми на меѓународното право се применуваат на различен начин, дали се доразработуваат во конвенции, дали во мислења, ставови на Советот на Европа или низ нивната примена преку Европскиот суд за човекови права или преку мислења на Венецијанската комисија, тие создаваат стандарди. Кога тие ќе создадат стандарди, ние како суд сме должни да ги почитуваме тие стандарди. Во конкретниот случај, за намалување на платите на судиите постојат меѓународно прифатени стандарди. Ја набројав неколку и на самата дискусија во судот. Значи, Европската повелба за статусот на судиите вели дека судиите не можат да бидат намалени во текот на мандатот на судијата и тие платите. Нивната цел е да бидат заштитник од притисоци и влијание, со што се обезбедува нивната независност, непристрасност и самостојност. Препораката на Советот на министри на Советот на Европа ги повикува и бара од земите членки, сите земји членки на Советот на Европа, вклучително и нашата, да се уредат правни правила за заштита од намалување на платите на судиите. Понатаму, консултативниот совет на Советот на Европа во свое мислење има одредба во која вика се гарантира, значи треба исто така повикува сите држави да предвидат законски обврски со кои ќе се гарантираат судските плати од намалување. Сумирано, овие стандарди, аплицирани на конкретниот случај, значат гаранции против намалувањето на платите на судиите, но она што е уште поважно, сите овие меѓународни стандарди упатуваат дека платите на судиите
не е техничко прашање, туку е статусно прашање нераскинливо врзано со нивната независност и самостојност. Значи, ако се допре во платата, според меѓународните стандарди, значи навлегување во независноста и самостојноста на судиите. Дел од вас беа присутни во расправата, кажав, ние како Уставен суд мораме да бидеме конзистентни во нашите ставови, во нашите одлуки. Што значи конзистентноста? Ние секојдневно, на секоја седница, се повикуваме на меѓународни стандарди. Ние сме должни стандардите што ги развива Европскиот суд за човекови права да ги применуваме. И затоа реков, без разлика какво ќе биде одгласот од оваа наша одлука, ние денеска донесовме конзистентни и одговорни одлуки, што значат заштита на уставниот поредок, односно на начелото на поделба на власта помеѓу судска, извршна и законодавна власт. Во однос на платите на јавните обвинители, колегата Осман Кадриу ќе ви каже, бидејќи тој беше судија известител. Јас само да ви информирам и дека поведовме постапка за одредби од Законот за управување со движење на предметите во судовите. Значи, втор пат овој суд одлучува, предходно не поведе постапка, меѓутоа околностите, новите судии имаа сосема поинакво мислење во однос на овој предмет, станува збор за начелото на јавност во судските постапки, односно дали може и неправосилните судски пресуди да бидат објавувани за јавност. Судот со мнозинство гласови одлучи дека тоа е дел од транспарентноста, дека е многу важен елемент за враќање на довербата на граѓаните во судскиот систем и поведовме постапка. Во однос на блоковите за потрошувачка на електрична енергија, судот со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка. Што значи на сила остануваат истиот правен режим, истите правни правила за одредување на цената на електричната енергија по тие 4 блока, како што има раздвоено регулаторот. Во однос на пензиите, Уставниот суд не донесе одлука. Значи, не донесе одлука за, бидејќи таму, како што знаете, судот поведе постапка и изрази сомнеж во уставноста на одредбите од Законот за пензиско и инвалидско, меѓутоа на денешната седница гласовите се поделија и резултатот е 4-4, што значи дека нема одлука. Таа одлука ќе чека доаѓањето на нови судии. Знаете дека Уставниот суд работи со еден судија помалку, од 1 јануари ќе работиме и со 20 судии помалку. Се надеваме дека и судскиот совет и собранието ќе си ја завршат навремено својата работа, затоа што денеска ова не беше единствена одлука која не доби мнозинство. И на предходните седници ни се случува да се поделат гласовите, а одлучуваме за важни работи. Така да овој предмет во однос на линеарното зголемување на пензиите ќе ги чека доаѓањето на нови судии. Кој друг предмет беше? Толку. Да, само уште една работа да дополнам, затоа што знам дека, предпоставувам дека ќе има реакции во однос на одлуките за платите на судиите и на јавните обвинители. Не е прв пат овој суд да се соочи со ова прашање. Значи, уште во 2010 година, овој истиот суд побарал мислење од Венецијанската комисија. Во 2010 ние го имаме добиено ова мислење. И ова мислење на Венецијанската комисија, кој исто така со неспорен авторитет, на кој ние се повикуваме, собранието која ги носи законите, ги праќа во Венецијанска комисија да добие мислење. Значи, станува збор за мислење на комисија која утврдува стандарди. Ќе ви го прочитам само точката 27, заклучокот од ова мислење. Заклучокот мора да биде дека, доколку законодавецот се водел од начелото на судска независност, сватено на тој начин дека платите на судиите не смеат да се намалуваат, дури ни во услови на криза, тогаш истиот принцип мора еднакво да се применува и на членовите на Уставниот суд. Значи, Венецијанската комисија
во свое мислење во 2010 година ни има на наше барање кажано дека дури ни во услови на криза не може да се намалуваат платите на судиите. Повикувајќи се на ова решение, јас и колегата Осман сме најстарите судии во овој состав. Во време на вонредна состојба, ако се сеќавате, имаше една одлука, уредба со законска сила, со која исто така беа тангирани платите на судиите. Ние и во такви околности одлучивме дека платите на судиите не можат да бидат намалени. Токму повикувајќи се на меѓународни стандарди. Да, но и ова одлука не значи зголемување на платите на него. Ова наша одлука значи спречување на натамошно намалување на платите на судиите. Затоа што ова втор пат се случува во една година. Минатиот февруари имаше измени на законот за судовите и платите на судиите, се намалија коефициентите. Истата година во декември повторно се намалија. Значи не значи зголемување на платите, него заштита на уставно поставената власт и нејзините прерогативи што се уставни прерогативи, независност и самостојност. Толку значи. Повели судија Осман. Дали ќе треба да се поместат микрофоните? Не, седни си тука. Почитувани сите, добар ден и од мене. И од мене искрена благодарност за вашето присуство на нашите седници, затоа што вашето присуство на нашите седници овозможува јавноста, граѓаните, да бидат информирани во изворна форма за работата на Уставниот суд и за одлуките што Уставниот суд ги донесува. А од одлуките, посебно оние одлуки кои се однесуваат на важни прашања од јавен интерес за државата, прашањата за јавен интерес, од јавен интерес за сите граѓани. Како што се нагласи од уважен председател, ние на денешната седница, покрај другите иницијативи, имавме иницијатива и од Сдруженијето на јавните обвинители за оценка на уставноста на законот што е донесен од Собранието, а со кој закон по втор пат се врши намалување на коефициентите на обвинителните функции, на обвинителските функции. Тие се групирани во 5 групи и во зависност во која група се наоѓа конкретна функција обвинителства, така е и определбата на законодавецот да биде висината на коефициентот. Но, оно што е битно, стручниот тим, заедно со мене како судија известител, требаше да утврди дали постои согласност на овие одредби со кои се намалуваат коефициентите или тие се во спротивност со Уставот. Застанавме на стојалиште дека се во противност со Уставот и уставните норми од следните причини. Во Законот за јавното обвинителство изрична форма и во изрична форма има одредба со која се вели и со кој се уредува прашањето дека платите на јавните обвинители не сме да се намалуваат. Меѓутоа, истиот закон содржи и друга одредба, содржински контрадикторна со другата, со претходната, дека со исклучок во случаевите утврдени со закон може да се намали платата. Законодавецот, повикувајќи се на овие одредби, носи закон за намалување на коефициентите. Меѓутоа, законодавецот, при донесувањето на законот и во неговото образложение, не ги наведува кои се тие причини, кои се тие случаеви, што му дават право на законодавецот да ги намали коефициентите на јавните обвинители и на членовите на Советот на јавните обвинители. Кога законот вели во други случаеви утврдени со закон, тогаш треба да се утврди со закон кои се тие случаеви. По се изгледа,
дека законската норма упатува ако станува збор и ако настанува конкретна криза, како што имавме во претходните периоди, па и во социјалистичкиот период, финансиска криза, економска криза, здравствена криза или друга криза, тогаш и во таквите случаи се пристапува кон намалувањето на платата. Меѓутоа, како и на кој начин? Платата на сите именовани лица, па и на обвинителите и на судиите, се состои од две компоненти. Коефициентот и просекот на платата остварена во државата во претходната година. Кога се врши намалување на платата од оправдани причини, на закон заосновани, тогаш ве молам, со закон се определува за одреден период основицата да биде замрзната, а не коефициентот да се намали. Коефициентот е, ве молам, константа. И таа во никој случај, па и во случај на кризи и така натамо, не може да се намали, туку може законодавецот да се определи замрзнување на основицата. И второ што е битно, а тоа не е направено, и кога се носи закон за замрзнување на основицата, замрзнувањето може да трае додека трае конкретна криза поради која е донесен таквиот закон, а тоа значи во фиксно определено време. Ние имавме случај со претходниот закон што ние интервениравме, закон за платите и другите надоместоци, кога основицата е замрзната, а времетрањето на замрзнувањето трае повеќе од една декада. Повеќе од 10 години. Па ве молам, не постои норма ниту во нашето право, позитивно право, ниту во меѓународното право, кој дозволува на таков начин и за еден долг, непредвидлив период, за основица да биде замрзната. При една ваква состојба на работите, ние констатиравме дека со овие одредби законски, нивната содржина е контрадикторна. Поради контрадикторноста на содржината, од една страна се гарантира дека не сме да се намалуваат платите, од друга страна може со исклучок ако има конкретни услови предвидени со закон. И таква недореченост, непрецизност доведе до арбитрерно одлучување од страна законодавецот да се намалат коефициентите и на јавните обвинители и членовите на Советот на јавните обвинители. И нагласувам, оно што е битно, причини за тоа, бе молам, нема. Основ за тоа нема. И при една ваква состојба на работите, дека законодавецот не се потпира на важни причини, на важни околности, или како што вели законот, на важни случаеви предвидени со закон, ние констатиравме дека ваквиот закон со овие одредби, со кои се намалуваат коефициентите, се врши директен упад во финансиската независност на јавното обвинителство. Со таа финансиска зависност сега има влијание и врз успешното и функционалното извршување на функцијата јавен обвинител во државата. Јавното обвинителство како посебен орган во државата. Се нарушува, значи, начелото на поделба на власта, на законодавна, извршна и судска, и со ваквото нарушување, и тоа беше појдовна основа за нас што се определивме за одлука за поведување, ве молам, се загрозува и самото уставно начело, а уставното начело за поделба на власта кај нас во нашиот правен систем прераснува во една важна темелна вредност на уставниот поредок на земјата. Такви темелни вредности има 12. Една од тие темелни вредности е и поделба на власта. И го изнесов и на самата расправа едно мислење кој преовладува денеска во
уставно-научната мисла, ако во една држава се повредува начелото на поделба на власта, државата нема устав. Ево, уважени колешки колеги, драги пријатели, медиуми, овие беа според нашето мислење кој беше прифатено и од другите колеги, да во конкретниот случај има основ да се поведе постапка за оценка на уставноста на одредбите на законот со кој се изврши намалување на коефициентите. Нагласувам, без да има основ, без да има причини, без да има случаеви утврдени со закон, за тоа. Ако има прашање. Имате ли прашања и за што? За кои теми? За судијата Осман? Добро, и двајцата ќе го одговорат, добро? Со оглед на тоа што рековте дека без еден судија сте моментално, а после 1 јануари на двајца, значи двајца ќе отсуствуваат, практично 7 ќе бидете. За оваа одлука не ќе можете да донесете конечно за овие, мислам, иницијативи што ги поднесете, не ќе можете да донесете конечна одлука. Дали тоа ќе ви направи проблем при функционирањето на институцијата? Отсуството на еден судија е проблем кај нас, на двајца е веќе голем проблем. Да. Ја тргна по таа страна да го изгледам. Че јас ќе седнам на тоа. Со големо мнозинство беше донесена одлуката за платите на судиите. Со големо мнозинство. Само кажете, може да не свати купно колку гласа се потребни, не. Да, најмалку 5. Значи најмалку 5 судии носат одлука. Видете, за да нема недоразбирање, може и требаше да појаснам и кога спомнав и во однос на предметот со пензиите. Значи, ние денеска поведовме постапки. Поведувањето на постапка мора да се разграничува, значи изразување на сомнеш. Ние сега влегуваме во втора фаза. Ние дополнително ќе ја испитуваме сомнежот што го имаме искажано. Што не значи, факт е дека поведена постапка во Уставниот суд, да речам, во огромен процент значи и утврдување на неуставност. Во огромен. Но, не секогаш. Не секогаш. Има често, мислам, не пречесто, но често во текот на постапката или се менуваат околностите, или некој судија се преиспитал, заземал, или не успеал да види некој важен елемент за да може да ја донесе конечната одлука. Конечните одлуки се сосема друга работа. Токму во насокот, што ќе значи, например, укинувачка одлука или поништувачка одлука во овој случај за платите на судиите или на обвинителите? Укинувачка одлука ќе значи дека ќе нема правен основ за кој ќе се исплаќаат плати. Нема да постои правно правило врз основа на кое ќе се исплаќаат плати. Поништувачка одлука, според моето правно мислење, може да значи, и јас и вчера на една научна конференција кажав, дека уставните судови во Европа одамна се излезени од формализмот. Тоа значи дека уставните судови мораат да водат сметка да не остават правни празнини позади себе. Затоа што правните празнини водат до несигурност, до правна несигурност. И сега замислете Уставниот суд да биде креатор на правна несигурност. Тоа е апсурд. Уставните судови имаат право да ги пополнуваат правните празнини. Зашто? Затоа што одлуките на уставните судови по нивната правна природа, по нивните правни карактеристики и правни ефекти се еднакви на закон. Значи, Уставниот суд може со поништувачка одлука да го одреди начинот на извршување, дури и да каже кое правно правило е во правен промет. И трета опција, да му даде време на законодавецот да се коригира, тоа се тие интерпретативни одлуки,
да поведене постапка, да му дадеме рок за да се усогласи со нашите правни стојалишта, или пак да донесеме одлука и да го одложиме правниот ефект на нашата одлука. Што значи повторно рок законодавецот да се коригира. Значи има повеќе врсти на одлуки и тоа секако ќе зависи од судиите, затоа што ние по нашиот акт сме должни, кога носиме одлука, да ги имаме во предвид сите околности. Што ќе значи нашата одлука? Јас имам прашање за пензиите. Како имаше мнозинство пред неколку недели за судот да поведе постапка, а сега нема? Што се смени? Еве пред малце ви кажав, значи судот кој ќе поведе постапка изразува сомнеш. Дури вордингот во нашите решенија, затоа се вика решение. Со решение судот реши да поведи постапка. И кога ќе го прочитате вордингот во нашите правни стојалишта вика изразуваме сомнеш, се сомневаме во уставноста, се сомневаме. Конечната наша одлука се вика одлука. Тогаш е одлучено. Тогаш имаме друг вординг. Судот оцени дека таа и таа норма е во спротивност со таа и таа уставна вредност или норма. Не секогаш поведената постапка резултира со одлука, мериторно. Во конкретниот случај нема доволно гласови. 4-4 се поделија. И затоа таа одлука ќе чека кога ќе ни се приклучат новите суди, повторно судот ќе ја изнесе и ќе се одлучи. Уште едно појаснение во врска со поставеното прашање, може конструктивно и на место. Ние денеска, кога одлучуваме по конкретни предмети и конкретни иницијативи, за да помине предлогот, а предлогот беше значи да се поведе постапка, потребно да се обезбеди потребно мнозинство утврдено со нашиот акт. Потребното мнозинство значи минимум 5 гласа за да се поведе постапка. И како што е редот, а од тој ред што сега ќе го нагласим на исклучоци, во втора фаза, кога судот треба да се определи, а постапката е поведена, судот се определува за една од можните одлуки, или да биде одлуката укинувачка или поништувачка. И за вас е познато, едни последици има една одлука укинувачка, а други поништувачка. И оно што е битно, може да се случи, ве молам, во втора фаза, кога иако ние по правило и досега така сме постапиле, да се определиме за една од овие две можни одлуки, да не се добие глас од еден или двајца колега кои гласале за поведување постапка, а да не гласат за конкретна одлука што ќе се предложи. И тоа може да се случи. За ваше информирање, иако се ретки случаеви, имавме ние случај кога дојдовме со колегата Дарко како млади суди, беше поведена постапка за закон за аболиција, донесен во времето на уважениот председател Иванов. Беше поведена постапка. Ние го наследивме предметот од судијата кој даде предлог да се поведе постапка, се одлучи да се поведе постапка, предметниот судија му заврши мандатот и се врати на функцијата што имаше. Станува збор за судија на Врховен суд. И ве молам, ево што се случи. Кога дојде да се поведе постапка, другиот судија што го наследи тој предмет, предложи да се запира постапката. Предложи да се запира. И беше запрена постапката за закон за аболиција. Да. Значи 4 можности има. Укинување, поништување, запирање, интерпретација, креативна. не, запирање и немање мнозинство. Немање мнозинство. Други прашања? Немат. Ви благодариме.